Добре дојдовте во последното издание на Сергеј Реинвентит за оваа сезона. Што ќе видиме денеска? Денеска сакам, заради тоа што и е контент кој што одмина, меѓутоа ви обаќав дека ќе ја проследиме Медгалата, да видиме што и како се случуваше тамо, да видиме кој како изгледаше. Ќе поминеме исто некои тековни настани модни кои се случувале, заради тоа што некако така ја почнав оваа сезона со Медгалата, така и ќе ја затворам. Во модни катастрофи ќе видиме што ќе се случува. Плакајот на Кека оди на одмор. Ќе одиме на одмор сите, Кека ќе се настегува, ќе се облака у купачи, ќе става шешир, ќе врзува марами. И во Q&A ќе одговорам на дел од вашите прашања кои ги добивам на мојот Instagram профил. Денеска во индустријата зубавина се наоѓам на посебно место, заради тоа што сакав за вас да спремам еден посебен бјути, моден, едиторијал или туторијал, еден видео изглед, мој предлог за шминкање во две варијанти, една дневна и една малку по екстравагантна ноќна варијанта. Да видиме што ви спремив, ќе видите во прилогот што следи, а отпосле ќе ви кажам што и како користев. Тоа би било тоа за денеска во индустријата за убавина. Се надевам дека ви се допадна изгледот на Симона. Се што искористив на неизе, ќе ви оставам на крајот од ова видео. За денеска толку, имајте убаво лето и бидете секогаш убави. Поздрав! Добредовте у делот за мода и како што баравте и како што реков, иако е поодминат контент, вреди да се проследи. Тоа е Медгалата што се случи пред месец дена. Ајде да видиме што имаме. Ана Винтуре прва, облечена у Шанел и изгледа при тоа совршено и фантастично, заради тоа што ако некој познава што е мода и што е моден свет и што е моден бизнес и е своја, тоа е она. Одлично изгледа, одличен накид, одлично е косата, како и секогаш, со мали, нели, тековни промени во односот на колорот. Има диадема на главата, изгледа спектакуларно. Next. Еве ги домакините на вечерта.
Значи имаме тука Ана Вентур, Марк Джейкобс, Том Форд, Рајан Рейнолдс и Блейк Лайвли. Браво. Next. Ета и Блейк Лайвли со тој фустан што предизвика една драма на црвениот килим, креација на Донателла, Версаче, заради тоа што Блейк Лайвли дојде во едно издание, па на лице место има едно видео како и го отвараат фустанот и тоа трае, тој фустан промени неколку колоритни бои за на крај да заврши во едно такво спектакуларно Мет Галовско издание, заради тоа што на Мет Гала што поогромен и понереален и по-джиновски фустан носите, толку сте по-атрактивни и по-интересни. При тоа Блейк Лайвли е една сериозна модна икона која што има еден од најдобрите плакари во Холивуд меѓу познатите. Next. Джиджи Хадид готово. Чак настегам си правим хаос. Исто така има едно видео од Джиджи Хадид и ова е исто креација на Донателла, како ја дигаат и го местат тоа што е изгледа многу атрактивно, меѓутоа овие работи се сите многу тешки за носење и повеќе се за да остават впечаток или да остават импресум и ова е реинвенција на тековната мода, а не модните партали на Тања Кокев. Next. Еве, повторно Джиджи од напред, погледнете колку тоа изгледа добро, спектакуларно, со совршена коса, совршен мејкап. Браво. Next. Одличен е и тој фустан, многу интересен, со многу детали. Фора ми се на чарите за сонце во овој случај. Next. Еве го и грбот, супер изработен тој дел. Позади како тој материјал паѓа преку незините раце, отварајќи ги рамењата. Носи мала ташничка како што гледам, не носи куфер како што вие дрпате обично по свечени настани. Не дека ќе одите на Мет Гала, никад нема да отидете, ама генерално не треба да носите куфер торба на вечерно свечено излегување. Next. Леле, Донателла и Карди Би, видите ги двете какви се. Како Донателла е како мајката на Пепелашка со едната сестра е Карди Би, дрпнати се малку. Се е тоа креација на Донателла. Бели кондори носи Донателла? Златни. Да, на платформи е качена. Не знам што да мислам за Донателла во овој случај. Не знам што Знам што да мислам, не ми се допаѓа. Не знам да кажам точно што не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа можеби миксот на таа плава боја со златното, конкретно за на Донателла фустанот. Фотографија е едно, во живо е друго, небитно, ја гледам фотографијата, по фотографијата Донателла имала многу по-представителни и по-спектакуларни изданија, иако во ова се внесени сати рачна работа. А Карди Би изгледа као амфора, а тој фустан исто Версаче, одличен е со тие метали, со тие ланци, со символите, со знаците на главата од медузата, незините ногти. Карди Би е атрактивна сама по себе, меѓутоа некако Карди Би знае да биде по-интересна на Мет Галата, вака мене уопште не ми е интересна. Не е дека фустанот не е лош, ама ми е некако ми се дрпнат искрено. Next. Еве ги. Мајката и едната сестра на Пепелашка, другата изгубиле негде. Тоа е бунгурки, катастрофа. Next. Вини Харлоу. Не знам што да мислам за овој изглед. Вини Харлоу јас ја сакам многу и она е многу впечатлива сама по себе. Тука изгледа како джиновска снегулка. Next. Одлично е тоа парче на главата, од оваа перспектива и во овака како фотографија изгледа скроз модно и скроз фешн, меѓутоа некако во целина ми е малце чудна. Мислам на Мет Гала се сите чудни, ама тоа е тоа. Next. Супер беше она. Она беше одлична со тоа како сако што е кропирано под незините гради, со таа сукња имаше фантастично парче на накид кое што прочитав дека е дел од некако си султанска колекција на дијаманти. Фантастично парче со одлична и модерна коса. Next. Ева Бела Хадид. Ја сакам јас Бела Хадид како принцип се појавува, има тука неколку фотографии што одат од неизе, како она изгледа на таа Мет Гала. Дефинитивно изгледа атрактивно. Мене ми изгледа малку готик и дарк. Не сум навикнат да ја гледам Бела Хадид во едно во толку агресивно модно издание. Не е дека не ми се допаѓа, ми е малку
чудно, атипично за неизен. Косата е одлично сработена, одличен е тој корсет, сукњата или хаљина, што е тоа што го носи одоздола е исто така фора, супер фора и се чипканите чорапи, ракавиците, мејкапот. На ногата, на едната нога носи бисерни некои ланци околу таа нога, тој детал малку ми смета, ми одвлекува внимание, непотребно, мислам дека ќе беше многу добро ако веќе одиш на тој готик гламур, да ги немаше тие бисери на нозите. Next. Еве ги Кардашијанки се наредија сите на Met Gala, ја имаме Кендал, добар е фустанот, сум ја видел Кендал и во поатрактивно издание, мада ми се допаѓа целиот тој волумен кој што го носи фустанот позади, како се влече по тие скали, тоа е претешко и многу тешко за носење, не ми се свиѓа на Кендал мејкапот, не знам зашто е направена без веги, можда е некој upcoming тренд веројатно, меѓутоа не ми се свиѓа како стои на неизина, други стои на Кендал некако не ми се свиѓа како стои. За сукњата топ. Next. Ева и Клој. Клој најмалку го ја сакам од Кардашијанките, зашто е некако како Греф. Али изгубила многу на килажа. Прв пат ја викнале годинава на Met Gala. Срцка. Значи, веројатно и било готово, се превозбудила. Додека овие другиве нема спас, они се како онака, како буф, те напаѓаат и сега и Клој дојде. Али изгледа добро, заради тоа што изгубила доста на килажа, убав фустан носи, многу добро, мене многу ми се допаѓа таа боја кога се искомбинира со црни детали, како што во овој случај она ги има тие ракавици и нешто што се влече по неизе. Супер е косата, супер е мејкапот. Next. Еве ги Кортни и Травис, кој што се многу популарен пар во моментот. Он ми изгледа фора секогаш. Стварно ми изгледа фора, заради тоа што е свој, на еден свој начин, добро е стилизиран, он е многу карактерен и како лик и има посебен осет за мода. Ми се свиѓа тој смокинг фрак како е изигран во една модерна, иновативна варијанта, а Кортни морам да кажам дека тука е малку утуткана дрпната. Заради тоа што горе носи некако си бела кошула, чинам. Кошула ли е тоа? Да, бела кошула. Гола е на стомакот, доле сукњата е нешто што е како ластик, како мидер, што не е бело како што е бела незината кошула и пресечено е со тоа нешто црно, со шлиц, нешто не ми е јасен незиниот, како да земала 3 парчиња да ги склопила. Добар мејкап, добра коса. Next. Леле, еве ги сестрите да пепелашка пак. Со тоа што оваа едната, како што реков, е окей, али Кајли беше ужастие. Значи, Кајли беше како избркана невеста. Буквално, не ми се свиѓаше ништо на Кајли. Ништо. Кајли беше онака ултимативна модна катастрофа на Met Галата. Да, се фора тие бейсбол капчиња да се носат на опачки, тоа е се модерно, сакала да ги стави во варијанта, се тоа да биде као хот кутур, го носи тој бел фустан, као меѓутоа изгледа скроз погрешно, не личи, не стои на нејзи, изгледа многу дрпнато, изгледа како да е оттугена, како да дошла од некоја инфо од космос, изгледа како да дошла од пруга од кај нас, па се дотерала за Met Gala, сакала да остави впечаток. Не. Next. Трбушна плесачица на Met Gala со долга сукња. На прслук, сукњата е долга, меѓутоа и е одлична таа златна сукња, одлична и е косата, меѓутоа она исто така изгледа недовршено, заради тоа што голниот дел само по топ или по брусхалтер со овој раскошен материјал, не, глупости. Хопа, ева Мама Крис изгледаше змај, нема збор, одличен е тој фустан со тоа голо раме, со тие опера ракавици бели, она ги сака тие мали Джудит Либер торбички, изгледаше многу класи, многу фора, многу елегантно, многу убава боја, убава и е косата, убав и е мејкапот, супер. Next. И еве драмата што се случи. И сега ова е последна емисија и во првата зборував како Лани Ким Кардашијан направи шатдаун на Met Галата.
При тоа, Джени, можеш да ми моткаш, имам и снимки од Ким и фотографии. Ким Кардашијан пак направи буф на целата Мет Гала. Зошто? Заради тоа што се појави во фустанот на Мерлин Монро, што е стар точно 60 години. Тој ист фустан Мерлин Монро го носи на таа айконик снимка каде што му пее на председателот Кенеди Happy Birthday, Mr. Kennedy. Сега, не знам колка знаете приказката, Ким добива идеја или не знам како уопште и го дале тој фустан да го облече, дека ќе го носи истиот тој фустан од Мерлин Монро. Ким не може да влезе во тој фустан никако, заради тоа што Мерлин е и попетит и е поситна. Има само 3 недели, Ким решава дека ќе ослабе, с Ким слабе 7 кила за да може да се натисне у тој фустан, при тоа решава да се фарба плава, се фарба 14 сата во денот. Не знам зашто го правела тоа, кога можела едноставно да стави исто таква коса како перика, затоа што во денешно време за Ким Кардашијан да набави добра перика што ги изгледа како залижана коса е онака смешка, не мора да се малтретира, али добро, решила да биде блондинка. Ми се свига што е залижана, што не ја направила типичната Мерлин Монро фризура. Ми се свига како стои на Мерлин Монро фустанот на Ким. Ми се свига впечатокот што го остави, како ги остави онака сите без воздух и стои добро, го има ситното мерлинско одење, значи не можам да кажам дека Ким Кардашијан изгледа лошаво на Мерлин Монро фустанот и дефинитивно го привлече публицитетот и вниманието на сите во јавноста, заради тоа што вакво нешто и не се случило. Даден е фустанот да го носи само на неколку минути, значи го облака, влага во возило, да го износи на црвениот килим. Истиот момент како се качува Ким горе и влегува во музеот, во пратња на кустос и на телохранител, истиот фустан моментално е соблечен од нејзе и облечена е во реплика за да не се оштети целиот тој фустан. Не сега се задржувам подолго малку на Ким, заради тоа што и светските медиуми беа фокусирани во нејзе. Прво, Ким направила една грешка, по мене, што доле на нозете не можете да приметите, меѓутоа ако пострчате и ако прогуглате, ќе видите дека Ким Кардашијан носи платформи, пластични, продзирни, што се за стриптизети. Буквално се за стрипер шуз. Така ги вика за на шипка. На тој фустан, такви кондори не. Облекла платформи за да им даде висина, да си даде висина заради тоа што веројатно фустанот е подолг, пошто Ким Кардашијан е малечка. И не ја собира кај задникот, затоа и ја носи таа бунда наметната. Има видео како Ким Кардашијан се облака и можете да видите дека има 10 сантима каде што фустанот буквално не може да се закопче, па е само врзан со врвка, заради тоа што може и да се оштети, заради тоа што тоа е веќе музејски примерок. Колку Ким и дали Ким Кардашијан треба да го носи фустанот на Мерлин Монро? Јас искрено ми се допаѓа, меѓутоа сметам дека не. Заради тоа што тоа е музејско парче и кој што само една личност го носела и мислам дека не треба да биде даден да го носи апсолутно никој. Тоа е айконик парче кое што, али добро, тоа е моje мислење, не е дека изгледа лошо, напротив. Изгледа многу атрактивно, изгледа многу интересно. Мене Ким ми се допаѓа и со блонд коса, исто така како изгледа. Така да, како и да е, секоја чест на Ким што и текнува или му текнува на тимот околу нејза, не е ни битно веќе на кого да ги изведе работите на овој начин, заради тоа што и се што е винтидж е генерално и многу модерно и тековно се користат винтидж парчиња. Да, сакав да потенцирам вредноста на фустанот. Тоа е Мерлин Монро своевремено го има платено овој фустан околу $1,300. Во денешна вредност тоа се $13,000. Денешната вредност на фустанот е неколку милиони, со тоа што после ова мислам дека има стасано, ако не грешам, околу 4,5 до 5 милиони вреди тоа парче што е дадено на Ким Кардашијан да го износи на неколку минути. Тоа би било тоа што јас мислам за Мет Галата, одови само неколку слики, не е ни дека на Мет Галата нема модни катастрофи, меѓутоа заради тоа што, како што кажам, е веќе поодминат контент, сакав чисто да го
одбележам и да го проследам. Одиме next. Кардашијанки прават партали по сите вакво настани, модни и немодни и секакви, така прават и исто имав и прашање што мислам за свадбата на Кортни и на Тревис. Мене ова многу ми се свигаше. Ми се свигаше таа готик италијан свадба во Портофино, кај што е 20 покачија горе по скалисите со сукњи и со штикли и со сандали. Кортни изгледа одлично у таа Долче Габана венчаница, одличен е тој вел, ја има татоважата од на Тревис главата, односно тоа е Богородица и штампана на целиот тој чипкан вел. Многу ми се допаѓа што е мини, многу ми се допаѓа што е корсет, ми се допаѓаат чевлите, а едноставно се гледа дека двајцата се онака престрекни, он има онака прекул смокинг и се фора. Next. Мама Крис е прегорда, исто и фучи, тука погледнете како се дотерала, исто е она во Долче Габана креација, супер е косата, ми се свија Крис со подлога коса и ова е мода, а не на Тања Кокев, парталите. Next. Да, фокусот треба да е во младоженците, меѓутоа кога ти е сестра Ким Кардашијан, едноставно дури на свадбата на сестра ги привлекува очите од сите други, прво заради тоа што е блондинка, со таа меси коса, меси пунџа и со таа црна сицилијански, со тој црн сицилијански изглед на таа Долче и Габана халина. При тоа изгледа како едно парче, додека не објасни самата скоро дека станува всушност збор за фустан Долче и Габана, кој што е као корсет халина и надоле продолжува во се влече по земја. Од озгоре има облечено друг фустан кој што не е Долче и Габана, него е ветаминес или како и да се викаат, кој што е чипкан, е уз тело со се. Рацете се во ракавици и го има ставено тоа перфектно парче накид кое што онака буквално го одзема вниманието. Мејкап од косата на Ким е буквално се совршено и одлично стои тоа на незината линија на тело. Next. Ева тука со сестра е. Добра беше и она. Next да видиме цела. Супер е фустанот, се вклапа во целата тематика и не ми се верува дека ги фалам Кардашијанки, пошто сум бил онака скрос антифан, меѓутоа тековно се во тој свет и ја учат модата и некако успеваат да изведат апсолутно еден многу моден изглед кој што е многу тековно трендовски. Next. Дрпнатица. Она беше дрпната. Има само една слика што ми се допаѓа, исто е во Долче Габана, има некои црни ракавици, црни наочари со камења. Тука ми се допаѓа, а на ова, со ова фустанче, ова е партал естетика. Ова е партал. Значи, кај ли е дрпната? Тоа би било за што мислев, пошто и ме прашувате за свадбата на и изгледите на Тревис и на Кортни. Сега, следно што сакам да кажам у делов за мода, сакам да погледнеме што имаше ново да пласира модната куќа Баленсијага со целата нивна чудна естетика. Next. Ова е ревија во Њу Йорк. Ова е снимано во берза внатре, гостите седат на барски столици со се Ана Винтур, значи не се клакнати на коњопои, како на Тања Кокев парталите. Значи модни шоуа може да се случуваат и на други локации. Има соработка на Баленсијага со Адидас, дефинитивно ја има таа weird естетика, меѓутоа е нешто тековно што треба да се проследи тековно. Имам уште едно видео. Еве ги, драги гледачи, погледнете, сите има такви на главите како Никола што носи. Леле, ова како урок црново, како претрча да те исплаши. Ова ми се свиѓа у full blue. Скрос е чудно и за мои очи и за сите очи, меѓутоа секогаш естетиката на Баленсијага е малку прекрасен фустан. Е малку поразлична од сите други и од Баленсијага и се очекува дека треба да е што почудно, дека тоа и поинтересно. И баш заради тоа и мене ми се допаѓа, заради тоа што одстапува од се друго што се пласира, изгледа различно. Next. Следно што имаме е модната куќа Гучи, која што апсолутно ја прати онаа светска модна екстраваганца и таа доминација. Еве ги гостите, последната ревија е организирана, тоа е еден перфектен
замок во совршено време од денот, гостите се многу дотерани, сите се во Гучи, ја пратат тематиката, го пратат тековниот тренд, ја пратат скроз приказката на Александро Микеле во Гучи, естетиката, тоа се јавни и познати личности, различни, со различни стајлинзи, како се спрема да ја проследат колекцијата. Како изгледаше колекцијата на Гучи? Имам кратко едно видео кое што ќе го изгледаме заедно. Еве ги, сите тие детали, како аксесуари, наочари, коса, колор, меѓутоа се е многу елегантно, многу шик, многу сведено, многу модерно, многу интересно, многу атрактивно, сликовито и колоритно, кое што е соодветно на естетиката на Александро Микеле, кој што прави една таква различност во модниот свет со неговите парчиња на гардероба. Имам уште едно видео од ревијата. Погледнете како сето изгледа и погледнете како е сето снимено. За модните парчиња нема да коментирам посебно. Сите се различни, некои имаат продзирен фустан, некои имаат наочари, некои имаат одела. Меѓутоа кога зборувам дека светската естетика како слика дава и нуди нешто ново и нешто различно, погледнете го овој спектакл, ова е нереално во средновековен замок, да изведете една ваква модна екстраваганца каде што сите се буквално како допатувани од друг свет и затоа ова и кошта и да се организира и затоа овие парчиња и коштаат, а при тоа се јас не верувам дека постои човек што не би посакал да има едно Гучи парче, поготово од овие последниве колекции, или да биде на еден ваков моден спектакл, или да се има едно вакво нереално модно искуство. Ете, тоа би било од прилика тоа што се случи, што е тековно и што е ин и што е тренд. Во делот за мода се потрудив како за последно издание за денеска да проследам се што се случувало и што мене ми е интересно и што сметам дека треба да го видите, а сега ќе одиме во модни катастрофи. Дојдовме у делот за модни катастрофи. Се заради тоа што е последно издание за оваа сезона, се мислев што модни катастрофи да ви предложам и да ви покажам. Не е дека нема, повеќето се досадни него што се такви какви што треба да се евакуирани или настегани или напикани. И од причини кои што не сакам да си го почнам летото гледајќи модни катастрофи, нема да ви пуштам денеска модни катастрофи. Зашто не сакам. Денеска сакам време во што е за во оваа емисија да го искористам, не баре Оскар сум добил, па да држам го вркарство. Сакам да се заблагодарам на многу луѓе што застанаа позади овој проект. Сакам да се заблагодарам на Нема проблем продукцијата пред се што го возможи да биде ова реализирано. Сакам да се заблагодарам на дечките од Solution Plus, и на Гордан, и на Били, и на Овој Шлакнатиев тука што стои пред мене. Сакам да се заблагодарам на Z-Bomb, што ми дозволија да ја користам нивната музика во Офтон. Сакам да се заблагодарам на Ари и на Алберт, на кучињата. Сакам да им се заблагодарам на пријателите кои што ме поддржуваа. И пак, како што кажа во првата емисија, сакам да им се заблагодарам и на непријателите, кои што не го поддржуваат ова, а се, генерално тоа се фанови. Сега, редоследно, морам да му се заблагодарам и на Никола. Ама морам да го викнам тука. Еве го, тука е до мене, ми беше од голема функција и од голема помош. Прво, заради тоа што почна како доктор. Сакаше да не гледа доле, гледа во камерата, молам. Сакаше да прво вакцинираше модни катастрофи. Ај што вакцинираше модни катастрофи и делеше, чекате сам едно вакво баш убаво ќе ти сте. Така на кека ќе се бенди се швака. Нема кога некој му стои, све му стои. Знаеш, не си на камерата со таа фаца преглава. Вакцинираше.
ме спаси, ме врати у живот. Јас се онесвестив, он мене ми даде адреналинска инекција. Друго што правевме? Да, патувавме, летувавме, бевме и во Турција со се модната инфлуенсерка со турбани на глава, пушевме шиша. Спремни сме за патување со Јанева. Што правевме друго? Гледавме што сме правеле у една компилација. Тамо ме удри со камшик. Зошто си толку дъпната? Боли ли ова? Пукни ме. Ајде бе. Но ова не му треба ни звучене. Да, ме удри со камшик, ми ја повреди ногата, заради тоа што јас отпосле сватив зошто. Заради не, сега немам кожни хеланки. Него го фаќа агресија, драги гледачи, кога ќе види настеганост у кожна хеланка. Он тука му се појавува некоја агресија, он се претвара у предатор, кога ќе види он кожна лакова на хеланка, он не гледа жива нога и прашање. Он има потреба да ја разбити са ногата. Он едноставно некој анимален инстинкт му проработува и затоа од тогаш јас си носам широчко. Што е безбедно, нека си биде безбедно. Ете така. Полека ќе ги срушиш брковите. Да, за нова година делевме исто така поклони. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Да, носеше пијачки. Сега, Никола. Никола. Дај да се напиеме нешто заради тоа што следува интересен контент и плюс е нова година. Леле, вино со жижа. Муцуга си жижицата, драги гледачи. Трапав е сега ќе ги дрпне чашите, ќе ги искрши. Ти благодарам. Така блокираше цел кадар. Кој знае на што личиме? Носеше пијачки, пиевме. Со Мија кога бевме не вакво. Анџелина не префрли преку трансферзала мене, него и Кека да одиме. Да! И морам да се повикам на мокта на Анџелина да ме префрли некако. Не смеам да ги заборавам Никола и Кека да ги земам за мене, ќе ми требаат и они за тамо. Никола и Кека, доаѓајте! Пред Анџелина да не префрли на посебно место, заради тоа што вечерашниот гостин заслужува на вистина посебна атмосфера. Имавме настап и со Таско. 3, 4, 1 и мекани ме со очите. Да, имавме и евровизијски наступ. Наступивме на Евровизија. Никола, дојди да настапиме за Евровизија, ако они можат у Ратрак да прават, можеме ние тука. Ајде. Уметница мора biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Mora. Браво! Дечки, фала многу. Нема, ова е неуспокоење дефинитивно, али имам голема желба да го направам, мога полека јајце ќе снесеш тука, а да видиме што имаме следно. Така е, ми правеше вака на глава, па после него го фати се наведна и се јаукна. Океј, сега, пошто е он тука, да викнеме и Кека со нас. Да, и да не заборавам, умеѓу време он имаше и кратка афера со Лепа Брена, му пееше Маче моје ти си мрак. Маче моје ти си мрак, твој е снажан, твој е јак, твој е додир спасо ноќима. Маче моје ти си Бог, не знам шта би ја без твог осмеха у очима. Твој е снажан, твој е јак. Тоа траеше еден период, меѓутоа Лепа Брена после виде со кого си има работа, па и она дигна раце од него. Така, сакам да се заблагодариме и на Кека, која што ни правеше друштво за цело ова време. Така ли е, Николче? Така, Кека му одговара него и по должина и по висина, ама Кека ќе иде на одмор сега. Ке мора да... Со тебе. Ти ќе одиш со Кека на одмор. Со кукла ќе одиш на одмор. И со кукла ќе се одиш на плажа.
И? Уште пластична кукла, нема дупено, драги гледачи. Уште тоа го нема разбитисано, ма кај да е. Ако што има врска, ние ќе купиме нова. Ако треба само он нека е среќен, само што мислам дека кека ќе ти побегне, иако е кукла, не те трпи ни два поставиш. Така да, сега ние ќе се одјавиме и на крај, пред да се одјавиме, се заблагодарив на сите што сакав да се заблагодарам. Не смеам никако на крај, но не најмалку, да се заблагодарам на Джени, која што не трпеше сите нас тука во студио, која што беше и чистачка, и организатор, и возач, и преговарач, и food delivery, и едноставно ја носеше најтешката работа, иако све правеше по план и агенда, сепак да излезе на... Што? Ако ти ја да, и цело време викаше, ако ви ја залепам една или ако ти ја залепам една. Не, тоа е, он е неуспокоен. Он ки на одмор у манастир да го прескаца света вода на 6 месеци, а ки да на плажа, тоа ќе биде организирано од посебна туристичка агенција Imaginationska. Да, ти у манастир ки идеш на одмор, дефинитивно. И тоа ќе бидеш врзан да се испостиш, на крст ќе те врзат, ќе те вржат на крст во зидови, сам во соба да седиш 6 месеци без огледало, само со крстена вода да те прскаат, и ништо, така ќе седиш монах, брада ќе пуштиш. Нема, мораш да се прибереш, дете. Не бива вак. Тоа живот не е твоето. Тоа живот не е твоето. Не. Чим ќе носи пластична кукла на одмор, значи јасно ви е доколку е дрпната и не се кри позади куклата. Не се кри позади куклата. Не можам да го испуштам моментот да не се заблагодарам на Мија Костова, што ми беше гостинка. She's a lady, talking about that little lady, and the lady is mine. Не можам да го заборавам моментот да му се заблагодарам и на Таско што беше гостин. Push it real good. Кој дупи не зарастве. И за поддршката што беше присутен тука, и за многу други луѓе кои тековно доаѓаат тука и помага и не забавуваат. Може би требаше да има повеќе гости, меѓутоа од организацијски аспект ми беше малку тешко сето тоа да се изведе. Се надевам дека никого не заборавив, а и да заборавив не е ништо намерно. Сега јас ќе ја викам пак Анџелина да не префрли у трансферзала, да ги она неа да прати у Кан, него да го пратиме у манастир, да го прскаат со света вода директ, а јас ќе одам со нив да проверам кој каде ќе оди, пак ќе се вратам после уште на кратко да ви се одјавам. И сега, смирете се, пак ќе доаѓа Анџелина, полека, држ се за нејзе. Да дојде Анџелина преку трансферзала, сите заедно, да не префрли у трансферзалата, само да не залетам у метаверзот. Мене назад, се вратив од трансферзалата, ми оставија некои ствари, ми ги вратија бисерите, добро е, тука се, тука ми е камшикот, он отиде у манастир, ми ја остави фантомкава за успомен и лепо сеќање, се надевам дека ќе го видам од септември. Пак, чиви со овие гаќи, моите не се, кека беше у корсет, чива ова продажна танга, и зашто имам продажна танга у рука, не знам дали една не е артикола, не верувам дека он може да влезе у оваа гаќа. Нешто е танга, него е малечка. Од Анџелина гаќите се. И не се изгубија, драги гледачи, у трансферзалата префрлајки, така да ова се од Анџелина гаќите и се своевремено реликвија. Штиклата ми е тука, Джо Малон озонерот ми е тука. Јас ќе ве поздравам и уште еднашка ќе ви се заблагодарам на вниманието. Поздрав, се гледаме од септември. Добре дојдовте у уште едно ново, последно издание за оваа година во плакарот на Кека. Кека ќе оди на одмор, драги гледачи. Ќе оди, ќе се одмара Кека 1-2 месеца, Кека ќе оди на одмор, пошто се умори тука, пошто ја дрпат, ја тргаат, ја
тискаат ја, играат, ја веат, ја облакаме, ја пресоблакаме, ја малтретираме, кека мора да се одмори. Ама кека сака да се натисне купачи денеска. И добива многу прашања какви купачи да облечете да изгледате кул или како да ги комбинирате и да не бидете натиснати. Сега ќе видиме кека тука најде прекул модерни, што викам јас, тенџере плаво купачи. И како ќе се облече овие ќе биде готово, ама дури стаса да се соблече мора да се оди некако, нели, ќе си ги искомбинира со шорт, ќе ги искомбинира со капче, ќе си стави соодветна торба за плажа, нормално целиот изглед и да видиме кека како ќе изгледа сега. Еве првата комбинација на кека денеска за на плажа. Спремна е кека за да се сунча. Го најде, како што реков, овој прекул купачи од Superdry, ги најде овие префора летни шорцеви, кои што можете да ги комбинирате на било која варијанта, многу се пријатни и многу се лесни за носење. Стави мали детали, си најде фора апостолки со мал син детал на нив и ја најде оваа префора летна ташна во која што може да се стави млеко за сунчење, може да се стави ваков некој боди сплеш, пошто на многу ги сака вака да се испрска по нозе и по тело и да биде убавко, ке си го трне тоа у ташна и падна капата малку е бандоглава, драги гледачи, нема врска, еве ќе ја вратиме назад, седи така, тоа е тоа, ке си стави пешки, разни аксесуари, фактори за заштита од сонце и такви работи и ќе изгледа фора, кул, модерно и додека стаса на плажа и кога ќе легне на плажа. Сега да видиме, кека сакала да облече дводелен купачи. Каков дводелен купачи, кека ќе се натисне сега, пошто ово е едноделен со шорт, сега кека ќе биде бикини, сака да биде J-Lo from the block. Не може да биде кека J-Lo from the block, али може да се потруди да изгледа добро дводелни купачи. Ајде да видиме како. Еве кека се натисна у дводелен купачи, изгледа збес. Многу модерно, многу кул. Костим за капење, дводелен, како што реков, во два дела. Ги има вие триаголници, кои што се во многу интересни летни бои, со тие зелени прерамки и соодветни долни бикини. Сега се модерни, малку прегледачи вака по low cut, како Бритни на времето, али треба да сте многу згодни како кека за да носите вакви купачи и да изгледате кул. Нормално ги искомбинира со апостолки и со соодветна ташна во која си става Victoria's Secret, пошто кека е Victoria's Secret модел, драги гледачи, и она ужива вака да си се испрска по цело тело. Ете така, да и биде убавко, кога ќе пројде убаво да мириса. И нормално, ако не сака да се шета само на гаки, ќе си земе намерно еден ваков шал да си се наметне. А ако сака, ќе си го клакне вак. А ако сака, ќе си го врзе и вак. И ќе си направи малтене халјинче и робиче, што супер одговара и оваа комбинација со ова. А ако сака, може да го смафта и вак. Секогаш, мој предлог е, зашто ја мотам кека, мој предлог е секогаш да имате еден ваков тенок тенка летна марама, која што ќе ви се најде у секоја комбинација за сокупачи, со едноделни или со дводелни купачи. И на крајот, на краиштата, истиот тој шал, после нема да ви смета, ќе си го ставите во ташна, со се спрејовите и со се факторите за сунчање. И сте спремни, готови да уживате во лето. Ајде да видиме, кека уште еднаш сака да се пресоблече, ама сега сакала да комбинира купачи со штикли, сакала да биде класика, ќе одела на покроја зета да изфучи. Монте Карло иде кека на одмор. Ајде да видиме како. Еве последната комбинација на кека за на плажа. Мене многу ми се бендиса, драги гледачи, и костимот за капење и комбинацијата со сандалите на подпетица и ќе изгледа топ. Сега, за да не ја пуштиме вака кека, затоа што она планира цело лето сега да шета, може врз овој костим за капење кој има одличен крој, стои на скоро на секоја линија на тело, има прекрасно деколте, овдека пресекот му е одлично изработен и одлично пресечен кај колковите. Сега нормално мораме кека го најдов ова преубаво парче од перфектен материјал, кека да се наметне со него. Еве вака ќе ја наметнеме. Еве кека поднаметната со ова фантастично
нешто што е како кошула и наметка од многу пријатен и многу убав материјал и стои многу кул. Затоа што сепак може да се поклопи ако сака, може да се врзе со нешто на струк, а може едноставно да си шета и вака заради тоа што изгледа добро. И нормално кека ќе стави шешир. Она сака со шешир да го искомбинира, шешир за сонце, целиот овој изглед и изгледа префора, премодерно и кека е спремна, има неколку комбинации на костими за капење со неколку аксесуари, торба за плажа, шешири, наочари, накид, менгуши, едно, друго, трето, пето, кека ќе го истера лето вас без, драги гледачи. Ова е последната комбинација на кека, како што реков. Се што видовте од костими за капење и од аксесуари ќе ви оставам доле во линкот во дескрипција. Јас ќе ви се заблагодарам. Кека ја пуштам да оди у шетња, малце да иде у свет, да се одмори. Поздрав од мене и се гледаме. Tick-tock, 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 tick-tock. Добредовте во Q&A или делот каде што поставувате прашање на мојот Instagram профил. Дел ги одговарам на Instagram, дел ги одговарам тековно тука. Ова е 30-та последна емисија за оваа сезона. Ајде да видиме што ќе ви одговарам во емисија, али тековно ќе продолжам да ви одговарам и на Instagram. Мерлин Монро, грешно напишано, Ор, Ангелина Голие. Мерлин Монро, ако е со М, знам која е. Ор, не знам од кај си ти, од странкиња некоја, странец. Ангелина Голие, не знам која е. Не знам. Така да, ако мислиш на Анджелина Жоли, другачие се пише, еден те избркале од школа, у трето оделение те избркале од школа, или убрзање да ми пишеш порука, си ги утнала работите. Не можам да одберам помеѓу Мерлин Монро и Анджелина Джоли, заради тоа што се два различни света, заради тоа што Мерлин Монро доаѓа од едно друго време, Анджелина Джоли е во денешно време, како и да е, двете се айконик ликови и се некои кои што оставиле печат во филмската индустрија за секогаш. Next. Од каде љубовта кон модата, закон си лав, фала. Љубовта кон модата веројатно од мал. Прво сакам се што е убаво. Не се што е модерно, сакам се што е убаво. Модата може да биде тренд што доаѓа и си оди, меѓутоа естетиката како и дизајнот и осетот за убави нешта, дали е тоа накид, дали е тоа интериор дизајн, дали е тоа екстериор дизајн, дали се тоа убави простори, дали се тоа убави цвеќиња, дали се тоа убави облеки, дали се тоа убави луѓе, сето тоа ми доаѓа од дома, и од родителите и во атмосферата во која што сум пораснат и во амбиентот во кој што сум пораснат, што соодветствува на мојата природа и залепило така како што залепило да сум тоа што сум. Денеска и да имам пасија кон убави работи, меѓу кој е и модата една од главните. Не е дека сум преоптеретен со мода, меѓутоа ја сакам од срце. Ето тамо ми е љубовта. Се од тука. Next. Какво мислење имаш за Versace штиклите со висока платформа? Го имам кажано мислењето за Versace штиклите со висока платформа, ми се допаѓаат. Ќе видиш фотографии тука, затоа што можат добро да бидат искомбинирани, али не ми се допаѓаат фейк варијантите на Versace штиклите заради тоа што се изгледат копитесто. Next. Што мислиш за фустаните со пердови? Лично мене не ми се допаѓаат, како кокошки се. Не се слагам со тебе. Фустаните со пердови не се денешна измишлјотина, него се повторно уфрлени во еден вид на модна екстраваганција и реинвенција и не се за секого и дефинитивно и не се ни за кај нас. Изгледаат многу спектакуларно, изгледаат многу гламурозно и треба да сте многу и слим, и префинети, и тенки за да износите еден таков фустан. Ми се допаѓаат дефинитивно, да, и не мислам дека тие што носат фустани со пердови изгледаат како кокошки. Како кокошка можеш да изгледаш ако си кокошка. Без разлика дали си со пердови, или си со точки, или си со туфни, или си у купачи костим. Ко си кокошка, во метафора. Next. Тренди модели на купачи ова лето. Како да не бидеме модни катастрофи во купачи. Предлогот мој за костими за капење го имаш, го вида во оваа емисија во плакарот на Кека. Како да не бидеш модна катастрофа пред се во купачи, треба да имаш однос према себе и собственото
тело да знаеш како добро да го спакуваш. Не сите имате или имаме совршена килажа, нити јас, нити Станко, нити Петко, нити Никола, нити кој да е, сите имаме различни тела и сите во одреден период летно време во годината облакаме костими за капење. Меѓутоа не требате од себе да правите циркус во костимот за капење, заради тоа што не сте од циркус и едноставно не морате да постирате бизарни слики од костимите за капење, пошто верувајте ми, на толку голотија на Инстаграм, на никого не му е гајле за вашиот задник или за вашето деколте, него само се брукате самите себе и сте натиснати, сте настегани. Next. Мислење за ланком маскарата. Имам мислење за ланком маскарата заради тоа што ја имам користено со години. Одлична е ланкомовата маскара, одличен лифт ефект дава на трепките, буквално сите варијанти, поготово хипнотикот имам користено со години. Ланком маскарата има една мана што многу брзо се суши. Значи не трае толку долго колку другите маскари. Можеби во меѓувреме Ланком ако направиле некаква си модификација или апгрейд на истите маскари, а јас да не знам за истото, така да тоа е моето мислење. Продолжете да поставувате прашање на мојот Инстаграм профил и се гледаме од септември. Поздрав! Ете така, од мене за оваа сезона уште еднашка тука ќе ве поздравам, имајте убаво лето, убаво да си поминете и се гледаме од септември. Поздрав!